Изборите на 15 октомври ќе бидат одлучувачки во најголемиот број од општините во Македонија. Ако се погледне бројот на пријавени кандидати, станува очигледно дека во повеќето општини има само по двајца кандидати, со што се зголемуваат шансите тој да биде избран уште по првото гласање. За тоа ќе му биде потребно да освои 50% гласови од излезените гласачи плюс 1 глас. Тоа е најизразено во скопските општини, па така во Аеродром, Кисела вода, Центар и Карпош има по двајца кандидати, како и во Прилеп, Штип, Берово, Гевгелија, Демиркапија, Делчево, Кичево, Кратово, Демирхисар, Струмица, Кривопалонка, Македонска Каменица, Ресен, Свети Николе и во уште 20 помали општини. Втор круг речиси сигурно ќе има и во градот Скопје, каде има дури 8 кандидати. Слична е состојбата и во општините со доминантно албанско население. Рекордер е Гостивар со 7 кандидати за градоначалничката фотелја. Струга, Чаер и Дебар има по 6 и Тетово и Куманово со по 5. Таму првиот човек на општината ќе се знае на 29 октомври. Математички, до втор круг може да не дојде само доколку резултатот е навистина многу тесен и се мери во помалку од 1%, а згора на тоа има и голем број неважечки ливчиња. Во вториот круг за градоначалник ќе биде избран оној кандидат кој ќе освои просто мнозинство од излезените гласачи.